Добро вечер. Како што можевте да прочитате од насловот, тема на вечерашната дебата е државниот грб на Република Македонија. Ке говориме, за хералдиката. Самата тема произлезе од иницијативите за менување на државниот грб, од кој едната, она која се застапуваше за земскиот грб на Македонија, за златниот лав на црвен штип, заглави во правните лавиринти, додека втората иницијатива, она на владата за вадење на звездата петокрака од постоечкиот државен врв, е се уште актуелна. Грбот представува трајна ознака на една држава и како таков треба да биде ослободен од политичките стеги. Носење на државен грб секако дека представува историски настан и секако дека представува или не представува привремено решение. Со оглед на овој факт, како и на податокот дека единствените стучњаци, научници, кои ги проучуваат грбовите, кои ги проучуваат нивниот настанок, развиток на грбовите и особено правилата како се прават грбовите, хералдичарите во овој случај не беа консултирани. Затоа вечерашната дебата решивме да ги поканеме токму нив, хералдичарите, да го кажат научно својот став во поглед на државниот грб. Пред да го почнеме разговорот, како вовет на разговорот, предлагам да проследиме еден краток прилог. Хералдиката е наука која ги проучува грбовите, го истражува нивниот настанок, вештината на изработка, ликовните изрази и правила, како и правата за стекнување на грб. Грбот може да се дефинира како основен елемент на хералдиката. Според дефиницијата, грбот представува потрајна наследна ознака за идентификација на одделни личности, фамилии, корпорации, политички црковни установи, организации и држави, функции, територии и места, изразени со ликовни средства според хералдичките правила. Зголемен интерес за проучување на хералдиката во Македонија се јавува од 1970 година, кога Александар Матковски го објавува капиталното дело Грбовите на Македонија. Со ова дело Матковски ги презентира истражувањата за македонскиот земски грб во илирските грбовници. Тој е познатиот грб црвено, златен крунисан лав на штит, окрунет со древна круна. Со ова дело Матковски ги постави темелите на хералдиката во Македонија. Но од неговото објавување до денес помина речиси 40 години. По меѓувреме со истражувањата се открија нови податоци за македонската хералдика, се открија нови непознати грбови на Македонија, покрај лавот се открија и нови непознати хералдички представи. Почна да се проучуваат и хералдичките знаци на ликовните представи по македонските цркви и манастири, на средновековниот накид, монетите. Откритието на европски средновековни грбовници, кои целосно и беа непознати на македонската научна и стручна јавност, укажаа на постоењето на нови грбови, формулирани како грбови на кралот на Македонија. Тие се со непознати хералдички представи и тоа: црвен двоглав орел на златно поле, грбот со сребрен исправен волк, потоа грбот со 3 златни круни со црвени капи, челенка на син штит, символите на злато, 4 црвени одсечени ремени, символот на црвено, 3 сребрени ремени, грбот со 3 црни лакови од самострел и други. Ете, овој прилог беше како вовет, почитувани гледачи, да можете да навлезете во самата тема за хералдиката и науката за грбовите. Но повеќе за државниот грб на Република Македонија и за хералдиката ќе дознаеме од нашите вечерашни гости хералдичарите. Тоа е доктор Бобан Петровски, раководител на Институтот за историја при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Доктор Бобан Петровски, иначе во рамките на предметот помошни историски науки, како и на медиевалистиката, ја проучува и предава хералдика, но не само тоа. Тој е и автор на првата научна книга Хералдика
и инсигнии, се извинувам. Прва книга во Македонија која што ја обработува темата хералдика, или ако сакате втора после делото на Александар Матковски Грбовите на Македонија. Исто така во студиото го поканивме и председателот на Македонското хералдичко здружение, магистар Јован Јоновски. Значи, вие сте председател на ова здружение кое што воено и веќе 4 или 5 години го издава гласникот Македонски Хералд. Инаку, почитувани гледачи, во текот на емисијата господинот Јоновски донесе со себе и една ексклузивна работа. Значи, во текот на емисијата вие ќе го покажете досега најстаро откриениот грб на Македонија од кој век, ако не се лажам? Од 1447 година. Од 15 век. Досега непознат. Значи, останете со нас доколку сакате да го видите и овој грб. Да го почнеме разговорот, доктор Петровски, проговоривме за хералдиката. Што е хералдика? Најпрво, добро вечер. Хералдиката е наука која се базира на 3 фундаменти. Едниот фундамент е проучување на настанувањето и историскиот развој на грбовите. Вториот фундамент е утврдување на правила како тие се создаваат. И третиот фундамент е всушност апликативниот, односно нивно ликовно-графичко формирање и создавање. Историските основи на хералдиката датираат далеку 800 години, повеќе од 800 години од денешницата, имено некаде во крајот на 11 и почетокот на 12 век. Од тогаш, во текот на столетијата, таа се оформила, започнала да се создава како посебна наука со своји правила, принципи и норми. И при тоа сите оние кои што се едноставно базирале на тие правила и принципи, создавале и сочинувале грбови доколку претходно биле назначени од официјалните власти. Тоа се личности кои се нарекуваат хералди и наназад во медиевистичкиот период, значи средновековието, тие биле делегирани или назначувани од самите владетели. Исклучиво владетелите преку нивните делегирани хералди имале право да издаваат грбови како такви. Постојат грбови на општини, постојат грбови на градови. Што представува тогаш државен грб? Вие, господин Јановски. Јас би се навратил малку на хералдиката. Значи, хералдиката е една многу сложена дисциплина и наука, која што исто така може да се дефинира и како систем на символи. Може да се наблюдува како еден систем на наследни или на потрени ознаки, кога станува збор за ознаки на правни лица, како што се и териториите и државата, или кога станува збор за лични грбови, станува збор за наследни. И она што е најбитното да се спомене дека како систем на символи едноставно има правила кои што дефинираат кои символи представуваат грб. Затоа што како наследни символи или системи на символи постојат многу други. Хералдиката токму е таа наука која што дефинира кога еден символ представува грб. Затоа и ќе проговориме во оваа емисија за правилата во хералдиката. Постојат грбови, тоа да видиме, да ја почнеме емисија, говориме за државниот грб на Република Македонија. Што представува државниот грб според хералдиката? Па еве јас. Државниот грб всушност ги репрезентира државните граници. Границите на една држава. Тоа има политичко значење пред се. Државниот грб може да представува еден народ, може да представува повеќе народи, може да представува дел од еден народ. Имено, погледнато наназад, се забележува дека оние основни обележја кои се карактеристични на грбовите, тоа е нивната постојаност и неменливост, како што беше кажано и во најавата, кај државниот грб е малку пофлексибилни, се малку пофлексибилни. Имено, државните грбови од сите овие кои што ги напоменавте претходно, всушност некако се најменливи. Зошто? Заради тоа што со текот на времето едноставно оние кои што биле начело на државата го наметнувале својот грб за државен грб. Потоа, друга карактеристика заради која може да се промени државниот грб е промената на фактичката ситуација или територија на државата, имено преку разни здобивања на територии по пат на купување или по пат на спогодби или по пат на успешна дипломатија за однос на држава или пак во крајна линија по пат на војни,
едноставно во државниот грб се вклучувале и грбовите на одредени територии, фамилии угледни и така натаму, со што државниот грб ги репрезентирал воедно не само инсигниите или обележјата и символите на постојната фамилија која што владе со државата, туку и сите оние кои што се вклучени во рамките на таа држава или пак се подчинети принудно во самата Говориме држава. историски. Да. Говориме историски. Дали е то правило менување често на грбовите во современието? Па, она кое што го гледаме сега во последново столетие, односно во изминалото 20 столетие, всушност гледаме дека се случуваше едно такво менување. Имено во 20 столетие имаше турбулентни ситуации во поглед на, ако говориме за европски рамки, бидејќи тука хералдиката се основа и тука е најдоминантна. Значи имаме промена на промена на општествени системи во различни делови од Европа. Тоа по аналогија придонесува за промена и на самите грбови, односно одредени идеологии да најдат свое место и решение во самиот државен грб. Така, од 90-тите години имаме ваква појава во земјите од Источна Европа. Од 90-тите години наваму имаме повторно менување, бидејќи го говори за земјите од Источна Европа, Источна и Југоисточна Европа, бидејќи тука влегува и оваа територија на која што ние живееме, односно во тогашната Југославија. Имено се случуваше уште со Октомвриската револуција, 1917 година под влијание на Советскиот сојуз. Најпрво тука се случуваше една неглектирање на класичната хералдика, традиционална, и одење во некои други решенија кои што не се конвенционални и не се препознатливи за традиционална хералдика. На ново, јас би го нарекол поимање на хералдиката, во наводници се разбира поимањето. Па потоа од 90-те години нааму, со промена на тој систем, нели, кој што се воспостави во Источна Европа по 45-та, по Втора светска војна, имаме повторно враќање на оние во најголем дел од државите, враќање на оние традиционални вредности во хералдиката, со рецидиви од минатото за кои што сме сведоци и свесни ние денеска и зашто реално дискутираме. Така, за нас го гледаме државниот грб на Република Македонија, постојат иницијативи за неговото менување. Ви сте хералдичар, господине Јоновски, може ли да го протолкувате од хералдички аспект сегашниот државен грб на Република Македонија? Дали е тој воопшто хералдички, што означува и како е дојдено, кога е донесен? Добро, значи, кога станува збор за гледаме на монитор, државниот грб на Република Македонија, можеме да кажеме дека тој е еден одраз на новото поимање на амблемите, на целата амблематологија, да речеме, на социјалистичките системи, и е направен исто така како сите други по урнек на грбот, односно, ајде ќе го наречеме грб за моментов, амблемот на Советскиот сојуз, ја има и сосема истата иконографија, и тој спаѓа во групата на оние грбови кои што се нови, сосема нови, како што доктор Петровски спомна дека еден голем дел од државите при промената на системот ги зачува или ги инкорпорираа своите грбови од претходниот систем. Случајот со Македонија беше поинаков. Значи Македонија заедно со Романија, заедно со Босна и Херцеговина, со Црна Гора, употреби еден сосема нов пристап на еден пейсажен, чисто пейсажен грб, кој што е нели донесен на 27 јули 1946 година на второто вонредно нели заседание, во кој што е даден само опис. И за хералдиката најбитен е блазонот, значи тоа е описот. Ја би го повикал, ако може режијата го пушти, тој грб од 1946 година да го пишеме. Што означува тој грб? Да, тој е сличен на сегашниот државен. Да. Значи, според она што е објавено 2 дена подоцна, значи на 27 јули 1946 година, во весникот Нова Македонија, го гледаме на екраните, даден е законот, кај што вели дека грбот на Народна Република Македонија представува поле обкружено со житни класја, во кој што се вплетени плодови од афион и листови од тутун. На дното, во долниот дел, значи тие класови се поврзани со шара, народна, нели, на која што е напишано Народна Република Македонија, и во на врвовите на тие класи се наоѓа црвена петокрака. На полето се наоѓа планина и река, зад планината изгрева сонце.
Значи тоа е отприлика описот. Што пишува за која планина, за која санце? Самиот закон значи не објаснува. Значи сакам да кажам од хералдичка страна овој опис е сосема невалиден. Затоа што воопшто во хералдиката кога имаме еден грб кога се блазонира, битно е да се постават неколку елементи. Значи како прво се кажува кој е елементот, како што е веќе набројано, но се кажува неговата позиција во однос на штитот, неговата позиција во однос на другите елементи и бојата. Во македонскиот, во блазонот, значи официјалниот опис на македонскиот грб, единствена боја која што се спомнува е црвената петокрака. Хералдички земено, кога имаме еден ваков опис, значи сите комбинации на овие елементи спомнати внатре се адекватни. Дали во текстот да повториме бидејќи таа петокрака треба да се извади? Дали што символизира таа? Точно. Значи, во објаснувањето во Нова Македонија, кој што не е дел од законот, значи законот има само 2 члена, едниот член го дава овој опис, вториот член зборува кога стапува на сила, но даден е опис на сите тие елементи, каде што вели дека црвената звезда петокрака ја символизира народно-ослободителната војна преку која Македонија се стекна со независност. Говориме за грбот од 1946 што може гледачите да го видат. Зад нас е доктор Петровски грбот. Кога е донесен овој грб? Овој е стариот грб по 46-та година, сегашниот државен грб на Република Македонија, кој што е сличен на овој. Првиот грб на Република Македонија всушност се донесува во моментиве кога се формира Република Македонија како држава. Имено, како што беше спомнато, второто ворено создание на Народно собрание Народна Република Македонија, кое што е одржано на 26 јули, го донесува законот за грб. Тој има 2 члена. Во првиот член стои дека се донесува грбот и она што беше сега кажано, опишено, а во вториот член стои дека истиот стапува на сила во денот кога ќе се објави во службен весник. Под него стои образложението, она за што беше говорено, нели? Секој од символите, секој од елементите кои се дадени во грбот што означува. Истиот грб е прифатен и актуелен до денешни дни со мали корекции. Мораме да кажеме дека следејќи литературата и изворите кои се донесуваат на грбот, не можеме да детектираме кога е тој редизајниран, бидејќи ако забележите, грбот од 46-та и оној кој што го имаме денеска е сличен, но не е идентичен. Но не постои ни објаснување хералдишко, че проговориме за правилата во хералдиката, мора да постои објаснување. Секоја, како што кажа Јоновски, бојата означува нешто, штитот означува нешто. Дали има објаснување? Имено, што символизира? Мојата интенција беше јас да го понудам овдека пред јавноста, нели, оној правен аспект како се случило тоа и дали имаме, нели, проследување конкретно кога е направено ова редизајнирање, без да навлегувам во моментиве, нели, околу тоа колку е тоа хералдички, односно не хералдички направен. Со донесување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, истиот грб влегува во членот 8. А потоа по 91 година, со донесување на Уставот на Република Македонија, истиот грб влегува во членот 5 од Уставот. И сега, имаме една ситуација во која што всушност ние не можеме да детектираме кога е настаната таа мала промена во самиот дизајн. По 91 година, се надам дека ќе проговорим подетално, има инициативи за негова промена, но тоа не се случува, така што во 1997 година е донесен закон за употреба на грбот, знамето и химната, оние главни носечки фундаментални инсигни на државата. Така што сега имаме една правна издржана рамка дека овој грб е на сила во Македонија. Така. Ајде хералдички. Хералдички да проговориме за грбот. Тргнавме малку ко правници. Да. Добро. Дали е овој грб хералдички? Јас би сакал само да се навратам на претходното прашање. Значи, вториот момент кога се спомнува грбот е со Уставот од 31.12.46 година, каде што веќе има промена во блазонот. Значи, надписот НР Македонија веќе не стои на грбот. Да, тоа се воочува веќе, да. Значи, тоа е првата промена во самиот блазон. Во Уставот веќе не стои тој додаток што е објавен во Нова Македонија за објаснувањето. Интересно е, ако се погледа дека печатот со кој што е заверен тој документ, значи на сувиот жиг, веќе е со новиот дизајн. Значи, мојата предпоставка, базирана на неколку од тие факти за примената на грбот на печат, е дека тоа е направено до крајот на таа година.
или евентуално, односно во почетокот на 47 година. Постојат иницијативи за измена на државниот, сегашен државен грб. Дали овој државен грб е хералдички, според хералдичките правила? Не. Вие, доктор Петров? Апсолутно не, тоа беше кажано, нели? Ниту има еден од базичните основни елементи, а тоа е штитот, ниту пак елементите кои што се даваат во рамките на грбот, всушност се објаснети со боја, која што исто така е еден од задолжителните елементи. Значи, тинктурата, во тинктури испаѓаат и бои, меѓутоа хералдички погледнато и крзна се тука ставени. Што значи дека овој грб е комплетно не хералдички. Имено, споменавме, е настанат под влијание на грбовите донесени во Советскиот сојуз и при тоа прифатените по 45 година тамошни идеолошки решенија. Само да напоменам дека отсутството на штитот во нашиот грб, актуелниот, се објаснува со тоа што и во инструкциите уште од времето на Советскиот сојуз беше дека никако не смеат новите дизајнерски решенија на грбовите таму, а потоа прелеани и во Источна Европа и во Македонија респективно, да содржат, да потсетуваат на благородништво. Значи сето она кое што беше поврзано со царството, царска династија да се отврли комплетно, па затоа го имате вие во грбот на Советскиот сојуз србот и чеканот, кој што во обелажениот стои дека го символизираат единството на пролетаријатот, работничкиот слој или класа и селаните како такви. Јас би повикам само да мислам ми беше дека како е дојдено до ова дизајнерско решение кај нас, а тоа е дека при тоа се препорачува во решенијата за грбови да се ставаат народни херои, да се ставаат делови од индустрија или пак да се ставаат некои локални кои што имаше во другите републики, на пример во Босна и Херцеговина. Интересно е прашањето за изведбата на македонскиот државен грб тогаш, бидејќи ако погледнеме во Источна Европа ќе забележиме и во грбовите во републиките во Југославија ќе забележиме дека немате консензуални решенија. Имено ако се држиме примечеме на Југославија. Во рамките на грбот на Србија, тогашна Република Србија, нели, по било која форма, и Хрватска стои, освен дизајнерско решение, во еден мал централен дел стои она што е карактеристично на претходните. Стоеше, да, ова историски презент, нели, говориме. Истото се случуваше или беше и кај хрватскиот грб. Во случаевите, шаховницата, да. Во случаевите со Македонија или како што беше споменато со Босна и така натаму, немаше такво нешто. Јас предлагам да го видиме како би изгледал државниот грб без оваа звезда петокрака, како што е иницијативата и дали директно прашање, дали доколку биде усвоено ова иницијатива, дали ќе добиеме хералдички грб. Еве, тоа отприлике вака би било. А предлогот кој што е излезен, колку што јас успев да разберам, е тоа дека класовите продолжуваат. Затоа што се спојат. Да, затоа што вака како што ако се извади петокраката, без разлика нели дали е таа избришана или некој, имаме еден многу голем проблем, а тоа е дека нема поле. Значи тогаш не може да имаме грб во ниту било каква варијанта. Едноставно и хералдички земено, значи јас би рекол повеќе и како символ, како се перцепира, разликата во големиот дел од луѓето нема да ја забележат, освен ако не знаат дека имаат звезда, затоа што целиот концепт е оној кој што е социјалистички, не само звездата. Дали со измените на овој грб треба да се даде толкување? Што символизираат сите елементи, бои и така натаму? Видете, постојат неколку предлози околу тоа. Хералдички што би било според законите на хералдиката, наука. Како би говорили ние хералдички кога грбот е не хералдички? Значи, ние треба прво да го врамиме во оние хералдички правила и принципи за да говориме за хералдички. Инаку не може да... Второ прашање, дали бевте консултирани, пошто колку што знам тој се четворица хералдичари се во оваа држава. Дали воопшто бевте консултирани при овие иницијативи, се уште се иницијативи? Јас лично морам да кажам дека не бев консултиран, не сум консултиран, што не значи дека нема да бидам консултиран, бидејќи што туку отпочнува процедурата за оваа работа. Само да напоменам, да се навртам околу тоа што ќе се случи или дали ќе биде со вадењето на звездата, дали ќе биде истиот грб или не, или дали ќе се забележи разликата. Во едно од основните правила на хералдиката, и практично може би да го нотираме како прво правило,
дека ниту еден грб не sme да биде идентичен со друг. Тој мора, макар и во мали детали, да се разликува од некој друг, веќе постојан и усвоен грб како таков. Доколку ние ја извадиме звездата петокрака и усвоиме грб кој што нема да има звезда петокрака, во тој случај станува збор за, од хералдичка гледна точка, иако грбот е хералдички, станува збор за целосно нов грб. Да проговориме за правилата во хералдиката. Веќе се навратиме на овој грб, пошто не е само ова иницијатива, има иницијатива и за земскиот грб. Дали постојат правила во хералдиката? Кој изработува грбови? Дали постојат правила во поглед на тоа која боја каде се наоѓа? Дали треба штит, не треба штит? Видете, во основа постојат 8 хералдички правила на кои што треба да се придржуваат оние кои што се повикани да изработуваат грбови. Сега ако говорите кои се задолжителни делови на грбовите. Науката, хералдиката и практичарите всушност се согласни дека постојат 3 базични делови. Јас веќе ги споменав. Значи тоа е штитот, амблемот и бојата. Другите се факултативни, односно може, но и не мора да ги има како такви околу грбот. Едното правило го споменав, другото правило употреба на боите. Тоа е ригорозно правило, значи не можете, вие имате во хералдиката 6 основни бои и плюс една дополнителна. Имате метални бои, значи тоа е златната, односно жолтата е метална, и сребрената, односно белата, кои се така метална. Од друга страна, имате бои кои се сметат за вистински бои или емаилирани бои. Значи тоа се црна, црвена, зелена и сина. При тоа не смеете вие не смее да се направи грб во кој што ќе предпоставува ставање метална на метална боја, ниту вистинска на вистинска. Значи мора да имате вие на штит кој што има вистинска боја да ставите метален амблем и обратно. Ја би повикал, ние гледаме веќе, гледачите гледаат, тоа се се македонски грбови за кои што ќе проговориме, да го повикувам онај, значи, слайд кој што говори како се изработува грб. Рековте штит. Дали постојат точно одредени облици на штитови или постои слобода во сето тоа? Ако ме прашувате мене. Во основа, како базични во корпорација на европските грбови. Да, видите, денешната хералдика е малку послободна во тоа. Односно, дека се оди на варијанти. Како основни форми на штитови се 5 форми на штитови. Гледаме задна ова се веќе инсигни на прстени кои се сега ќе можеме да видиме, значи тоа се правила, впрочем и во вашата книга, како се прави еден грб, државен или еве објаснете. Воопшто грб. Воопшто грб. Гледаме штит постои, гледаме ознаки која боја каде се наоѓа така натаму. Ви споменав јас, трите базични делови на грбот мора да бидат присутни при изработката на грбот. Дополнително прашање е символиката на она што е представено, она што вие го засегнувате, а тоа која боја каде да биде употребена. Тоа веќе говори, бидејќи символите кои се употребени имаат своја символика. Беше споменато дека хералдиката може да се толкува како и всушност систем на символи, но при тоа, освен она што е визуелно на прв поглед за сите оние кои што го гледаат грбот, имаме и дополнително така наречено тајно значење на символите. Значи секој символ има своје значење и репрезентира некоја карактеристика, некоја особина. Истото се случува и за боите. Истото се случува и за штитовите. Значи има 5 основни штитови, меѓутоа имате варијации кои што всушност се однесуваат на временските периоди во кои што настануваат штитовите. Само како пример, во времето на барокот имате употреба на барокни штитови кои што содржат многу повеќе елементи во себе. Едноставно ликовниот дизајн го одразува стилот на самата епоха во уметничкиот покрив. Што значи црвената боја? Црвената боја означува решителност, храброст во основа. Значи имате неколку значења, меѓутоа во основа е тоа. Жолтата боја, сонцето е символ. Ако одиме само за би сакал за жолтава боја за боите, бидејќи имате, значи примерно сонцето е жолто, меѓутоа да го представите со жолта боја, тогаш имате две толкувања. Прво што значува жолтата боја, второ што значува сонцето како символ. Значи жолтата боја означува изобилие, богатство, дигнитет во крајна линија. Така што да кажете дека грбот представува една лична карта на една држава.
доколку се запазени. Ако говориме само за државниот грб, За бидејќи го државниот поставивте вие говориме, државниот грб, значи грбот е многу поширок од државниот грб. Ние овде кога го засегнавме прашањето сега само за државниот за грб. државниот грб. Значи грбот ја репрезентира она што рековте ви лична карта за државата, за границите на државата. Од друга страна, грбот пошироко, неговото поимање е едноставно репрезент на собственикот, кој што се нарекува стручно армигер, значи на собственикот. Господин Јановски, обминатото особено сега. Кој изработува грб? Кој може да изработи грб? Еве, од 91 година рече се сите Не од земји. 91, од многу порано. Да се задржиме еве на последниве. Од 91 година источноевропските држави рече се сите ги сменија. Да. Кој ги изработува тие? Значи, кога зборуваме за источноевропските земји, немаше изработување на грбови, во најголемиот дел од случаите беше враќање едноставно. Некаде имаше корекции, например како што е грбот на Бугарија, беше вратен постојниот грб на царството Бугарија. Единствена разлика која што беше направена беа во мали детали на круната, значи каде што лилијанот беше заменет со некои крвчиња. Затоа што прашањето беше дали ќе биде монархичен грб или не. Прашањето за правење на грб е дека од секогаш хералдите се оние кои што ги прават грбовите. Хералд е позиција, но исто така и занает, кој што всушност подразбира некој кој што ги прави грбовите, кој што ги познава правилата, кој ги познава принципите, кој што ги познава исто така и грбовите кои што се веќе Правилата направени. за изработка на грб пред се, така. Да, но исто така ги знае и грбовите кои што постојат, затоа што еден од базичните принципи е уникатноста на грбовите. Затоа што едноставно мора да се знае кога се донесува еден грб, значи што ќе има на тој грб, значи кои се боите, кои се символите. Еве, нивното тука го гледаме земскиот поставување. грб на Македонија, за кој што сакав сега да проговориме, и го гледаме грбот на Бугарија. Да. Направена е замена, вие тоа подобро го знаете, со боите. Не, ја мислам не е направена замена со боите, тоа е еден став на академик Матковски при пишувањето на книгата, кој што ако се земи малце по широко да се разгледа, затоа што првата фактички книга која што е испечатена книга со грбови на словенските земји е историјата на словените од Марво Орвини, кој што е 1601 година, каде што тој прв ги воведува македонскиот грб како црвен на златна основа. Да, предлагам да ги видиме. Значи, почнавме да говориме за земскиот грб. Тоа е, значи, познатиот Тоа се повторно зборуваме за земскиот грб. познатиот златен лав на жолт лав на црвена основа. Тоа е од грбовникот што е од протоилирскиот грбовник. Но сакам да кажам дека сепак кога зборуваме за земските грбови, забуната не доаѓа ниту од Витезович, доаѓа многу порано, значи од самите почетоци се јавува тој дуализам. Еве го, значи Ви замолам земскиот грб, доколку да. може. Мораме да дека Мавро Орбин или Орбин всушност погледнато како извор мета за не толку релевантен, односно извор за кој што не може толку многу да Но му се тука верува. гледаме повеќе варијанти на грбови. Дозволете Говориме само све за земскиот грб. за Мавро Орбини. Бидејќи во него освен грбовите, освен земски грбови има и грбови на семејства. Но сето она што стои во делото на Мавро Орбини од почетокот на 17 столетие претрпе сериозна критика. И не големи делови од тој труд всушност не ја издржа научната критика до ден денеска. Така што можеби ставот на Матковски е како актуелен е можеби по мое мислење поблиску до вистината. Кој се има право да, преходно беше прашањето, кој се има право да изработува грбови? Морам да ви кажам, тоа зависи од државата. Ако говориме за оние посткомунистички држави, Источна Европа, имаме ситуација на формирање на посебни институции. Дали е тоа, примерно, државна комисија за хералдика во Русија, која што има делегирана надлежност од председател, бидејќи тamo е председателски систем. Или пак востанување на некое друго тело, како институт, како комисија во државата, би имало легитимна надлежност за да едноставно правно одобрува
грбови во државата. Не само државни грбови, значи и Не грбови само на- државни, затоа реков јас, Така. грбови во државата. Морам да кажам дека во останалиот дел на Европа има многу поголема традиција за сета ова работа. Едни од најстарите и најреспектибилните се англиските институции, коледжот на грбови, College of Arms, формиран 1484 година, е еден од мундијално познатите и респектибилни институции, при што тој е базиран на француски такви хералди, тоа се нарекуваат. Денеска постои во Англија се уште, во Португалија и во Шпанија имате вакви државни институции кои што добруваат и формираат и може да изработуваат и грбови. Обично тие институции се или при, како што кажа во Русија, при председателот, или при владата, или при Министерството за правда. Кај нас нема така. Кај нас нема, тоа ми е поентата. Така што прашањето кој може да изработува грб, кај нас е нејасно. Нејасно е кој. Токму и ова дебата малку да ги разјасниме. Работите Правно е нејасно, да молам. и правно, но и хералдички. Говориме Да, за правила допълнително во хералдиката кои што треба да се придржуваме. Го видовме земскиот грб. Имаме државен грб и имаме земски грб. Која е разликата? Државен, земски. Има голема разлика. Значи најнапред јас сакав уште од почеток да спомнам дека под државен грб, значи се разбира грб кој што една држава како правен ентитет го има. Тоа е многу битен самиот систем, затоа што државата во текот на поголемиот дел од историјата, барем да речеме во хералдичкиот дел на историјата, се дефинира како еднородено право на владетелот. Целата работа се менува со француската револуција, кога веќе носител на правото, значи носител на суверенитетот на една држава веќе не е кралот, туку е народот, односно граѓаните, во зависност како е дефинирана самата држава. Значи, државниот грб представува символ на државата како правен ентитет. Додека земскиот грб е територијален грб. Овие, значи, има голема разлика помеѓу државен грб и територијален грб. Земскиот грб, лавот, имплицира за целата територија, етничка територија на Македонија, колку што ве разбирам. Значи, македонскиот грб, земски грб е за земјата Македонија. Обично во грбовниците во кои што се наоѓа воопшто не аплицираат каде се наоѓа тој регион, затоа што едноставно границите на еден регион повторно зависат од времето, од сваќањето за еден регион. Но во секој случај земскиот грб е на целата територија на Македонија, онака сватена во времето кога тој грб е во употреба. 17-18 век е најден. Да. Пошто немаме многу време. Јас би сакал да ја најавив на почетокот дека покрај овој земски грб, лавот, во изминатите 40 години се откриени и други грбови. Мислам, накратко е бија повикла режијата да ги пушти. Волкот исто така се појавува во грбовниците како земски грб на... Не. Не? Значи, повторно морам да кажам за концептот. До Француската револуција и малце порано, грбот е на кралот и територијата е на кралот. И затоа ние имаме грбови на кралот на Македонија, како што имаме кралот на сите други држави. Односно, држави. Да, држави сватени во тој период. Значи, имаме ние грбови на кралот на Македонија, кои што се откриени не во последните 40, туку во последните 4 години, и еден од нив е сребрениот Да бе волк повикал на режијата да го Македонија. видиме овој грб, значи да кажеме новооткриен. Тоа е волкот. Да. Покрај лавот се јавува, значи, и Се јавува волкот. волкот. Јас се верувам сега дека ќе го покажеме. Значи, тоа е од книгата на Џон Ферн од 1586 година, Сребрениот волк на Македон, принцот од Ематија. Така, Горе сега дека ќе режијата. го Еве видиме. го. Значи, тоа е толку од книгата Glory of Generosity. Така, Каде тоа што е ете го тука, гледаме. Исправен значи, волк. Да, исправен волк. Бидејќи немаме време. Но не е само волкот. И орелот се јавува Јасно. како грб на... Грб на Скопје. Еве да го Значи, видиме. тоа е од на Анџелино Дулчерти од 1339 година и ова е најстарата хералдичка презентација која што имаме за Македонија, каде што се наоѓа црвен двоглав орел на жолта основа. Така.
Јас би предложил сега да го покажеме тоа, бидејќи при крај треба да привршиме со емисијата. Ексклузивно најстаро откриениот грб до сега откриен. Ако може кон камерите и дека го држите така, камерата ќе го долови тоа, да ни кажете што е тоа. Значи, ова е најстариот досега откриен грб на кралот на Македонија, повторно велиме, од 1447 година, каде што имаме на син штит 3 златни круни. Ова е грб кој што... Каде го открите? Ова се наоѓа во Хайл Алеман Арморал, се вика, значи, од College of Arms. Значи, најстарата институција грбовна во Европа, во грбовниците. Значи, постојат повеќе грбови кои имплицираат на Македонија. Не е само златниот лав. Да. Доста се открива. Да се навратиме на самата ова иницијатива и за самата хералдика како наука. Јас би повикал режијата да видиме 91-2 година и повека да превршиме емисијата, постоеше еден конкурс, изработени 3 иницијативи, значи покрај иницијативата за вадењето на звездата петокрака, беше исто така иницијатива да се вметне лавот и стилизираните решенија на лавот и на постоечкиот грб. Словенечко решение да се стави стилизираните. Да, ова е словенечко дали ова решение. хералдички грб, доколку вака се донесе. Имаме штип колку што може да приметам. Кој сака Знаете може што, да да. види, Само е момент, јас Го би имаме и сакал- лавот исто така стилизиран. Само момент околу вашата забелешка доста беше лавот, нели? Знаете што, Македонија изобилува една земја со многу богато минато, изобилува со инсигни, она кое што е поново пронајдено сега, всушност коинцидира со волкот кој што се појавува како амблем. Имено волкот како инсигнија се јавува дури и на накитот, на прстени, тоа го имаме некаде од струмичките региони, така што ние можеме да утврдиме, слободни сме да утврдиме дека всушност освен лавот има точно и други инсигнии во Македонија. Меѓутоа, она кое што значено е прашањето. Бидејќи господинот Јоновски посочи грб од 15 век, мораме да бидеме предпазливи на кој крал на Македонија се мисли. Точно дека патримонијално сваќање за државата е тоа, дека кралот го наметнува својот грб. Но треба да бидеме предпазливи во 15 век на која Македонија се мисли. Тука е едниот момент, нели? Па од тука можеби поконстантно е присуството на лавот, бидејќи тој се јавува од 16 век па наваму до 20 век. Перманентно имате 400 години. Не употребува во разловечкото востание исто така. Континуитет на употребата на символот лав. Добро, мораме да ја превршиме емисијата. Кратко, заклучок. Ваши сугестии како хералдичари? Во форма на заклучок. На самата иницијатива и промените на државниот грб. Видете, иницијативата е легитимна за промена. Моето скромно мислење е дека треба да се формира едно издржано тело кое што, примерно, би ги разгледувало понудите. Говорам за трајно решение за македонскиот грб, значи не говорам само за оваа иницијатива, бидејќи ова е една од предлозите кои што се формираа по 91 година. Значи би требало да се формира тело кое што ќе прибира понуди и ќе изработи државен грб според хералдички правила. Вие, господин Јоновски. Значи, грбот на Република Македонија мора да исполнува два критериуми. Значи, првиот е да биде хералдички и вториот да има историска подлога. Затоа што ние имаме историска подлога во нашите инсигнии, како што спомна колегата, и тоа се двата клучни моменти кои што мора да се заклучат. Значи, не можеме да измислуваме некој нов. Нема потреба, затоа што никој друг тоа не го ни правел, туку треба да се вратиме наназад во нашите инсигнии и со стручна комисија тоа да се утврди кои од тие би биле најадекватни. Ви благодарам за учеството во оваа дебата. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме барем малку да објасниме повеќе за хералдиката, за грбовите, за тоа како се прават грбови, како се носат грбови, кои се правилата на грбовите. Ви благодарам на вниманието.